Нови 14 наслови од проектот превод на 1000 стручни и научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија беа промовирани денес. Книгите разработуваат теми од природно-математичката област, правото и економијата, а заменик министерот за образование истакна дека со ваква литература студентите и наставно-научниот потенцијал во земјава ги добиваат најсовремените научни сознанија. Освен примената во наставниот процес на високообразовните институции, оваа литература е корисна и за сите оние кои сакаат и имаат потреба да го збогатат своето знаење во одредена сфера од нивен интерес. Така што, освен што ќе бидат достапни во универзитетските библиотеки, во градските библиотеки и во оваа специјализирана читална, насловите ќе може да се набават и во продавниците на издавачките куќи. Книжевниот фонд ќе се надополнува, а на листата се додадени 50 нови наслови предвидени за оваа година на барање во соработка со универзитетите. Придобивките од овој проект има за цел да им помогнат на нашите млади да бидат поконкурентни на пазарот на трудот, да имаат силни способности кои ќе се почитуваат во светски рамки и севкупно да го зголемат прагот на знаење во нашата земја. За ново објавените дела премиерот истакна дека се меѓународно познати во светската наука и издвои 3 наслови: Развој на економијата од Дебра и Рей, Обновливи извори на енергија и принципи на дизајн на компјутерски системи, книга за која рече дека е важна за развојот на IT секторот кон што се залага владата, што резултира со странски инвестиции од областа на компјутерското инженерство и IT услуги, кои како што рече веќе отворија или се заинтересирани да отворат своји представништва во Македонија.